Почитувани гледачи, добре ни дојдовте. Еве сме во уште едно ново издание на Неделен микс, време за теми од културата. И во тој дух и го започнуваме ова наше ново издание. Имено четвртото издание на Creedence Dance, вечери на класичен современ танц. Фестивалот кој успешно ја затвори неодамна и својата програма, каде што обедини повеќе од 100 учесници од 4 континенти и представувајќи богата селекција на танцови форми, кореографии и едукативни содржини. Сите детали околу изминатиот фестивал, но и самата визија за иднината на овој фестивал ги зборуваме со главната селекторка и дел од организацијата на фестивалот, професор доктор Сонја Здравкова Джепаровска. Добре ни дојдовте, професорке. Добар ден и добро ве најдов. Честитки за уште едно успешно издание на Creedence Dance фестивалот. Како вие се чувствувате сега како заврши целиот фестивал? Морам да кажам дека уморно, меѓутоа бескрајно задоволна на сето она што го сработивме во изминатите недела и половина кога се одвиваше фестивалот. Тука не е само програмата официјална, тука се и семинарите, обуките, се она што можеби не е така видливо за публиката, меѓутоа секако е замислено за бенефит на нашите студенти. Така, навистина богата програма имаше и овогодинешното издание и всушност кој момент од овој фестивал, од оваа година најсилно ќе го паметите? Има неколку моменти. Отворањето беше навистина спектакуларно, таков концерт одамна сме немале на сцената на Националната опера и балет. Тоа беа танчерите од Пекиншката танцова академија кои доаѓаат по втор пат. Меѓутоа, оваа година беше навистина нивниот број зголемен и по содржината изведоа парчиња кои се особено атрактивни. Заедно со нашите студенти и алумни градеа една неверојатна танцова енергија, односно го споделуваа јазикот на балетот од два различни континенти. Тука морам да забележам дека не се два, туку се три. Имавме гостинка од Бразил на истата вечер. И навистина публиката мислам дека уживаше во она што го прикажавме. Колку прекрасно, уникатно искуство да се обединат различни танчери, љубители на танцот, токму кај нас, токму овде и да се споделат различни искуства, различни техники. Точно. Во тој поглед навистина фасцинантно и спомнавме дека повеќе од 100 учесници од 4 континенти гостуваа нели учесници. Што покажува тоа за угледот на Creedence Dance кога станува збор регионот па и светот? Во Македонија има повеќе танцови фестивали. Колку не ми забележувајте, мислам дека се 4. Меѓутоа, ние се пробиваме не национално, не регионално, не континентално, туку мултиконтинентално. Значи, интенцијата уште од самото прво издание беше да се донесат гости од светот, гости кои нешто значат во танцовата уметност и гости кои ќе можат да и се прикажат на македонската публика. Кинески танчери ние немаме можност често да гледаме, односно воопшто немаме можност да гледаме. Ние веќе втора година ги каниме. Гостите од Америка многу ретко доаѓаат кај нас. Така да концептот, а од друга страна го задржуваме оној концепт на платформа за млади танчери. Ние не повикуваме национални трупи или веќе докажани танчери, туку танчери кои се во подем, кои се студенти и секако нашите алумни. На втората вечер настапи Бојан Мицев, тоа е наша алумна, исто така и Срна Клоц, таа е од САД. Бојан работи во Оснабрук театарот, целата трупа од Оснабрук театарот со нивните поддржувачи дојдоа во Македонија да ја проследат неговата премиерна изведба на музика на Дарија Андовска. Значи, имаше настани кои навистина значат светски премиери.
Така уникатна можност во секој случај да ги видиме тука. Како странците реагираат на македонската танцова сцена и на генерално на културната средина? Во втората вечер, значи од минатата година, ние почнавме со една практика на танцово едукативна колаборација, односно странски кореографи работат со нашите студенти и она што ќе го подготват го презентираат. Оваа година тоа беше една композиција на американската кореографка Тифани Рей Фишер, која е реномирана на њујоршката сцена, која има своја трупа и која допатува да пренесе едно свое дело на македонската сцена. Незините импресии беа неверојатни. Прво, енергијата која ја носат нашите танчери. Второ, принципот на кој ние работиме, за разлика од некои други едукативни центри, едуцираме танчери кои се комплетни, кои можат да одговорат на задачите на класичниот балет, но еднакво добро се снаоѓаат и во модерната танцова пластика. Тоа воопшто не е едноставно, нели? Да се во повеќе сфери да се владее добро, така што одлично и секоја чест на вас, менторите, но и на нашите млади талентирани студенти. А кога сме кај техниките и темите во однос на кореографиите, на она што се тенденции оваа година, што можеме да кажеме? Има ли некои понови тенденции во однос на танцот? Кога станува збориве темата, техниката? Техниката се развива. Во однос на современиот танц имаме палета на различни техники и можности. Во однос на класичниот гледаме секоја година се повеќе напредок, не само во техничките перформанси, туку и во самата изведба. На пример, на првата вечер брилираше, ако можам така да кажам, нашата алумни Христина Накевска Митрашиновиќ, која изведе едно особено сложено парче од класичниот репертоар со низиниот партнер од Шпанија, Франциско Руис. Така што ние гледаме постојано напредок. Во однос на темите, еве, американскава кореографка која донесе едно дело кое се занимава со емиграцијата, со она што е актуелно денеска, меѓутоа видено низ визурата на незината танцова техника. Како уметноста секогаш ги пренесува и оние општествени проблеми и ситуации, таков е случајот и со танцот, а верувам дека од големо значење, но еве вие подетално од ваш аспект пренесете ни колку е важно всушност за младите да имаат можност во ваков контекст да се представат на еден меѓународен фестивал. Мислам дека е особено важно, бидејќи споделуваат искуства, се гледаат во однос на другиот. Секогаш е мощно битно да се видиме каде сме. Доколку сме затворени, ние немаме никаква перцепција каде сме во однос на светот. Овој фестивал дава една таква неверојатна можност. И на самиот почеток, кога го започнувавме оваа иницијатива, јас многу пати сум споменала на деканката Дарија Андовска, кога го дојде на почеток на мандатот, предложи ајде да направиме нешто за нашите студенти од катедрата за балетска педагогија да можат да го прикажат своето знаење. Бидејќи ние сме катедра која не е толку видлива, инструменталците имаат постојано концерти. Така што првичната идеја појде од таму и јас сум презадоволна од тоа што каде сме ние денеска 4 години подоцна, значи афирмирани, со ова издание отвори можности за некакви подлабоки колаборации, подлабоки едукативни соработки кои се во процес на преговарање, меѓутоа тоа се можности нашите студенти еве да одат на одреден студиски престој во Кина, што мислам е можност која ретко се нуди и на другите факултети и на другите универзитети.
Така е. И секако младите треба таа можност да искористат и добро да се представат и таму, несомнено. Исто така се случи и премиерата на мюзиклот Авантурата Њујорк. Па, професорке, како оценувате реализацијата на овој проект и всушност неговото значење на домашната сцена? Токму така, ние некако се впуштивме пионерски во овој потфат, бидејќи авторските права се исклучително, мислам, ние не можеме да си дозволиме да откупиме авторски права за одреден мюзикл кој е поставен. Дојдовме на идеја да направиме нешто свое. Направивме избор на музика на Френк Синатра, значи целиот мюзикл е на негова музика. Драматургијата, односно приказната ја направив јас врз база на една представа која правевме минатата година, од таму се извлечени, екстрахирани одредени ликови и е поставен во Њујорк. Значи, дефилираат сите можни карактери кои може да се сретнат. Од мега музички звезди, до локална банда, до мажоретки кои вежбаат во Централ парк, до една опуштена и лежерна атмосфера во некое кафуле тука кое е покрај паркот. Така што излезе многу интересно. Седнав пред некој ден да ги избројам учесниците, 70 учесници имаме. Неверојатни 70 луѓе танчери на сцена заедно танцуваа и ја споделуваа својата енергија. Имаше таков интерес што ние моравме представата да ја повториме. Значи, во една вечер дадовме 2 представи, едно по друго, од 6 и од 8 часот, за да може да го задоволиме интересот. Навистина, Скопје го заплисна еден топол бран на танцувачка енергија која зрачеше од овие млади луѓе. И тој њујоршки шмек сте го донесли тука кај. Да. Дали има можност, например, мюзиклот повторно да се прикажува, биле можеби нели комбинација и на странски учесници, но никако да се вклопи со наши, например, па или да гостуваат повторно? Не, ова беше чисто македонска продукција. Режијата Борче Накевски ја правеше, кореографијата јас, колешката Елизабет Колевска, Сања Шутевска и Дарија Джепаровска, значи тој тим беше задолжен и беа во сите, морам да истакнам, во сите 3 вечери беа ангажирани ученици од ДМБ Уцилија Николовски Луј, кои ни помогнаа да ја достигнеме оваа бројка од 70. Значи само наши. Исклучиво значи, имаме наши. многу талентирани. И имаме секако и идеја и моја и на деканката е ова некако да се прошири и да се даде уште не неколку, можеби да се стави на репертоар, бидејќи стварно е атрактивно дело и немаше човек кој не беше восхитен после мюзиклот. А и некако ми се чини дека и сакаме мюзикли како форма. Ние изминатите години имавме неколку мюзикли. Кај нас, па може ли да се каже дека имаме навистина потенцијал да овој сценски приказ го развиваме? Овде беше провокацијата, бидејќи ние имаме танчери. И тој момент не беше никаков проблем. Беше вклучување на пеачи. Значи, ние вклучивме пеачи од катедрата за популарни жанрови. Имавме Андреј ни свиреше на гитара, значи имавме numери кои одеа во живо. Во една од numерите Лара Иванова се појави, која е наша студентка. Имавме делови со реплики, значи буквално го направивме да биде повеќе изразен, што е интересно и привлечно за публиката. Од друга страна, наспроти професионалните играчи застанаа деца од балетското студио Аврора и од нижото балетско училиште. Значи имавме различни возрасти, различни медиуми на израз и сето тоа мислам дека вака склопивме еден комплетен продукт кој е многу интересен, енергичен и привлечен. Па, навистина прекрасно. И еве да спомнеме дека фестивалот традиционално ја доделува и наградата за трајни вредности во танцот. Што значеше овогодинешното давање почит на Марин Црвенов?
Марин Црвенов е една личност, тој е починат 2015 година, кој го одбележа, го поврза на некој начин првиот период, тој им партнираше на балерини, првите прима балерини како Натка Пенушлиска и Лица Поповска, па потоа продолжи со втората и третата генерација и некако ги поврза. Од друга страна, маркантна појава на вистина на танцовата сцена, зрачеше со некаква аристократска елеганција. Јас сум имала среќа да го познавам, меѓутоа и да го гледам на сцената. На вистина носеше една специфична харизма. Еве, гледаме добивањето на наградата од страна на неговиот син. И за нас е многу важно да се воспостават вериги на значење, на знаење, на пренесување на тоа знаење. Ние постојано се жалиме дека идентитетот ни се доведува во прашање, меѓутоа не се грижиме да го поврземе тоа што е сега со тоа што било пред нас. Некако забораваме на оние што биле пред нас. Оваа награда е имено посветена на личностите кои се темел на танцовата уметност во Македонија. И тоа е одлично што ги вреднувате и му давате почит. Како што спомнавте, дали доволно си ги вреднуваме нели своите предци, ако може така да се каже, но ете, гледачите можеби се сеќаваат на нашето интервју неодамна и добро знаат дека вие и монографии пишувате, се посветувате на историјата. Да. Кога станува збор и танцот, и балетот, и музиката генерално. Па еве следствено на тоа да се вратиме во сегашноста, каква е денес состојбата со танцовото образование во Македонија и што е потребно за негов понатамошен развој? Знаете како, понекогаш кога системот дава резултати, не треба да се менува. Ние многу често сакаме да експериментираме водејќи се по некакви западни критериуми. Значи, ние имаме образование кое функционира. Дава извонредни танчери, значи, кои се на високо ниво. Јас постојано го споменувам мојот ученик Марко Мицов, кој е првак во Милвоки компанијата и кој ги изведува сите први улоги. Тоа значи дека нашето знаење се вреднува надвор. Имаме ред други, еве го Бојан Мицев е во компанијата во Оснабрук. Извонредни квалитети носи и неговиот директор беше почестен со тоа што дојдоа и покажа на какво место и на каква позиција е Бојан. Игор Киров, да не зборуваме, мислам. Он можеби не е продукт на нашето образование, меѓутоа делумно помина низ тоа образование. Така што мислам дека само треба да се даде импулс и можност. Јас, ако некој мене ме прашува, не би менувала ништо, бидејќи резултатите се тука. Со тие експерименти понекогаш застрануваме и се губи она што сме го имали. Да. Така да мислам дека сме на добар пат. А она што го имаме и странците се воодушевуваат. Па кога ќе кажат ќе дојдеме во Македонија, нели? Толку луѓе кои што го изразуваат својот талент во било која уметност и се воодушевуваат на нас, можеби треба само уште повеќе да продолжиме. Да. Со поголем елан и можеби со поголема координација меѓу сите чинители и елементи на тој систем. Од неформалното образование, бидејќи тоа исто така многу битно, од студијата преку основното, средното, високото образование и професионалната сцена. Морам да кажам како течат во позадина сликите. Да, не ги скоментиравме. Наш пријател традиционален е фотографот Сашо Алушевски, кој постојано прави прекрасни фотографии и на самиот плакат овогодишен е всушност негова фотографија поставена. Така, одлично. Еве кога сме кај фотографиите, доловете ни нешто од самата атмосфера, кој од кој настап е? Ова е се од првата вечер, вечерта на класичен танц. Ова е веќе кореографката од Америка, незината асистентка, втората вечер, вечер на современ танц. Мислам дека ова е се што се случуваше втората вечер.
Многу интересна програма имаше, разновидна, и повторно се навративме на една наша значајна личност, а тоа е Олга Милосављева, која е исто така почината и од која земавме еден дует од велеградски варијации, имено за да ги споиме точките на историјата. Ете, секогаш се поврзани историјата, сегашноста, па и идината. Да споменеме и последната вечер, тоа е вечерта на миниатури, многу интересна, експериментална. Тука настапија студентите на професорката Шукарова, она заедно со нив направи една кореографија, потоа гостите од Полска, од Катовица, од катедрата за современ танц, како и Јована Петровска, која е исто така продукт на македонското балетско образование, меѓутоа се дошколува во Германија и заедно со незините колешки дојде да ни прикаже една кореографија која веќе е изведена во Германија. Па, навистина преубаво. А професорке, вие сте професорка, научен истражувач, организатор. Како овие различни улоги и дејности се некако инкорпорираат и надополнуваат во вашата работа? Сите тие се комплементарни. Морам да истакнам. Меѓутоа, кога течат подготовките за фестивалот, јас сите мои истражувања морам да ги оставам на страна. Така што имав еден текст кој треба да излезе во списание на Српската академија за науки и уметности. Толку го форсирав текстот да го завршам и да го испратам на време, бидејќи ми започнуваше фестивалот. Така да добрата организација, енергија и желбата. Мислам, тоа е најважно од се, да се има желба. Не се секогаш, за да се донесат гости, потребни се финансии. Меѓутоа, за да се направи концепција, конекцијата, на добра волја е се останато. Така, не се секогаш потребни многу финансии за да се има одлична идеја. Не. Професорке Здравкова Чепаровска, еве заврши четвртото издание на Credence Dance. Какви се всушност вашите визии за понатамошното действување на фестивалот? Морам да истакнам дека ова е 60 година на чествување на 60 годишен јубилеј на ФМО. Ова издание беше во рамки на чествувањето и тоа е под покровителство на председателката Гордана Силјановска-Давкова. Имаме низа уште настани до 6 декември, кога е нашиот патронат, така што јас сум насочена кон ова. Во однос на Credence Dance да го развиваме, ако оваа година беа 4 континенти, зошто другата да не бидат 6? Може би да се шириме, да ги одржуваме веќе воспоставените релации, може би со некакви млади сили и да ја прошириме програмата, апсолутно екстензија да направиме, бидејќи публиката го сака фестивалот, веќе го запозна фестивалот. Фестивалот е можеби единствен каде што има слободен влез. Сите останати фестивали се со билети, а овде ние им даваме можност на сите кои сакаат да дојдат и да го погледнат врвното од светот на балетската уметност, и тоа е понудено без пари, без финанси, значи само треба да се има желба. На таа траса останува. Ете, културата доближана до сите. Така. И еве, вие почнавте пред 4 години, кога верувам дека не било ни толку едноставно. Помина периодот на короната, некако се враќавме постепено во нормала. Во однос на почетоците, тешко ли беше сето тоа да се носи на стабилни нозе? Па првата година ние имавме 2 фестивалски вечери и навистина требаше да се поканат гости на прво издание. Тоа е малце незгодно, бидејќи не знаат каков профил. Веќе сега, кога ќе слушнат, многу од нив и го знаат фестивалот, можат да погледнат на веб страна, на YouTube, значи има милиони информации. Тогаш беше тешко, меѓутоа еве, со упорност, со некакви лични конекции, контакти, доверба можеби меѓусебна, нели? Апсолутно. Она што го забележуваат сите гости е гостопримството наше
чувството дека се наоѓаат дома во една неверојатна пријатна атмосфера, а тоа е моја и задача на тимот. Да им обезбедиме максимално се што им е потребно да се почувствуваат. Тоа се мали прошетки низ турска чаршија. Тоа се неформални вечери каде што се договараат понатамошни контакти. Значи, се до желбата. Таа топлина која што ја имаме да пренесеме и на странските гости. Уште многу години ви посакувам Creedence Dance да расте, да се развива и ви благодарам многу за гостувањето. Благодарам и на вас за поканата и за можноста да проговориме за ова издание. Почитувани гледачи, професор доктор Сонја Здравкова-Джепаровска, како што спомнавме, главен селектор и една од главните, кога станува збор организацијата на фестивалот Creedence Dance, беше денеска дел од неделниот микс. Бидете заедно со нас, за кратко се враќаме.